Во ова издание на Newsflash ке гледате. Второ јавно сослушување за немирите на 6 јануари во Конгресот минатата година. Американските студенти прашуваат зошто сад негуваат врски со земји кои наводно биле новинари. Македонските студенти се повеќе се запишуваат на европските универзитети. Само годинава 800 студенти ќе учат во Љубљана. Останете со нас, ги имаме деталите. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журнал од Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чанаумовски. Комитетот што ги истражува немирите на 6 јануари во Американскиот конгрес минатата година ќе го одржи своето второ јавно сослушување денес. Трамп ја нарече комисиската расправа едностран, целосно партиски политички лов на вештерки. Членовите на комитетот во неделата рекоа дека многу повеќе докази ќе се појават на предстојните сослушувања, дека Трамп знаел дека е изгубил кандидатурата, а сепак поттикнал хаос од тоа што на поддржувачите им кажал дека бил измамен за уште еден 4-годишен мандат. Трамп апсолутно знаеше дека изгубил, изјави конгресменот Џејми Раскин, демократ од Мериленд, во емисијата State of the Union на CNN. Секој разумен човек би требало да знае дека тоа беше голема лага да се тврди дека победил на изборите во ноември 2020 година над демократот Џо Бајден, кој го превзеде председателството 2 недели по нападот на Американскиот конгрес. Демократскиот конгресмен од Калифорнија Адам Шиф во посебно интервју за емисијата This Week на ABC рече за време на нападот тој не направи ништо за да го спречи, неколку часа откако започна. Трамп ја нарече комисиската расправа едностран, целосен партиски политички лов на вештерки. А зборувајќи со студентите по новинарство на маргините на самитот на Јужна и Северна Америка, американскиот државен секретар Антони Блинкен се соочи со прашања зошто сад негуваат врски со земји кои наводно убиле новинари како Саудиска Арабија, додека ги осудуваат другите, како Куба, Никарагва и Венецуела. Поради заканата за слободата на печатот се разбира. Американскиот државен секретар Антони Блинкен се сретна со голем број негови колеги во Лос Анџелес на самитот на Јужна и Северна Америка. Но сад ги издвоија Куба, Никарагва, Венецуела, исклучувајќи ги од самитот. Блинкен истакна дека 17 медиумски работници се убиени оваа година на западната хемисфера. 11 од нив беа убиени во Мексико. Ниту еден регион во светот не е поопасен за новинарите. Злосторства како овие има во изобилство, затоа што луѓето кои ги наредуваат и ги извршуваат ретко се повикани на одговорност, што испреќа порака на неказнивост. На средба со студентите по новинарство, Блинкен беше запрашан зошто блискиот сојузник на Америка Израел не се соочи со последици поради убиството на палестинско-американската новинарка Ширин Абу Аклеј. I deplore the loss of Shireen. Жалам за убиството на Ширин. Таа беше одлична новинарка, американска државјанка. Решени да ги следиме фактите и да дојдеме до вистината за оно што се случи. Не, фактите за убиството се уште не се утврдени. Во извештајот на CNN за незиното убиство се цитирани сведоци кои велат дека Абу Акелеј била застрелана од израелските сили. Израел категорично негира, што предизвика протести. Американскиот претседател Џо Бајден размислува да ја посети Саудиска Арабија и покрај тоа што рече дека престоло наследникот Мохамед бин Салман веројатно стои зад убиството на колумнистот на Вашингтон Пост Џамал Кашоги. Експертите велат дека ова е уште еден тест за посветеноста на претседателот кон слободата на печатот. Експертите велат дека зголемените цени на бензинот веројатно е еден од факторите за промена на ставот на Бајден за средба со саудискиот престолонаследник. А на тема студенти, додека македонските универзитети од година во година бележат опаѓање на бројот на студенти, се зголемува бројот на македонски студенти кои се запишуваат пак на универзитети низ Европа. Само ова учебна година 800 македонски студенти се запишале на универзитетот во Љубљана. Зошто е тоа така? Нова тема разговараше нашиот колега Мики Трајковски. За студии во Словенија се одлучив првенствено поради образованието. Се одлучив за добивање на европска диплома, за гарантирана работа и секако за доста поголема плата, за разлика од Македонија.
Евгенија Бурназовска од Охрид е прва година на факултетот за менаџмент во Копер, Словенија. Таа е само една од многуте македонски студенти кои последните години се одлучуваат своето високо образование да го продолжат на некој од словенечките универзитети. Само оваа учебна година 800 македонски студенти се запишале на Универзитетот во Љубљана, но се смета дека околу 1500 студенти од земјава во моментот студираат на факултетите во Словенија, вели деканот на Филозофскиот факултет во Скопје Радко Дуев. Ние направивме неколку истражувања со нашите студенти. Клучно е проблемот што студентите веруваат дека со стекнување на европска диплома, а Словенија ми е најблиско и културно, ќе можат полесно да заменат во развиените земји. Во Словенија првиот циклус е бесплатен, студентите полагаат приемни испити, доколку ги положат соодветните тестови на одреден факултет, тие всушност се запишуваат како да се државјани на Словенија. Министерот за образование Јетон Шакири вели дека одлуката каде ќе се запишат на студии е на самите студенти. Да ние ќе треба тоа што тие студираат надвор. Еден дел од тие да ги искористиме за да ги вратиме нивниот успех што е постигнат таму, да го дадат придонесат во нашата земја. Јас имам редовна комуникација и за прашањето и проблемот за Словенија и во другите земји. Ние веќе 30 на години воопшто немаме политика за студентите. Знаете, сите развиени земји водат грижа за студентската популација. Начинот на стипендирање, што е многу значен за талентираните студенти, се уште е кај нас тоа на едно ниско ниво. Моментално во Европа владе еден тренд на, како што сами ги нарекуваат оние headhunters или ловци на глави, барање на таленти, претежно од Балканот, од Југоисточна Европа, така што гледајќи да се ги решат собствените проблеми. Професорот препорачува дека треба да се работи на повеќе сегменти за да се запре оваа миграција. Почнувајќи од условите за живот, почнувајќи од инвестиции во образованието, за тие, да кажеме, млади луѓе да стекнат доверба дека и во нашата земја тие можат да живеат нормално, да се направи стратегија, национална стратегија, да не зависи од политиката моментална. А Евгенија, како и многу нејзини врсници, иднината ја гледаат надвор од својата татковина. Иднината ја гледам во западните земји и не планирам да се вратам во Македонија. Од Охрид за Гласот на Америка Мики Трајковски. Сателитските снимки и подводната роботика се меѓу технологиите кои одигра клучна улога во неодамнешното откритие на бродот Endurance на познатиот истражувач Ернест Шеклтон, кој потона во замрзнатите води на Антарктикот во 1915 година. Експедиција предводена од географот Џон Ширс неодамна го откри Endurance, изгубениот брод на познатиот британски истражувач Ернест Шеклтон на дното на Веделското море кај Антарктикот. Технологијата беше причината што овој пат го најдовме потонатиот брод. Сателитски снимки помогнаа да се лоцира областа, каде што во 1915 година Шеклтон и неговиот 27 член екипаж последен пат го виделе бродот кој тоне под мразот. Заминале со чамци за спасување и сите преживеале. Преку кабрите и камерите добивме податоци во реално време, повратни информации од површината. Луѓето не можат безбедно таму да нуркаат. Тимот испрати подводен робот да го скенира морското дно користејќи сонар. Роботот се врзува за чамецот за да не се изгуби. Сликите мислам дека има огромно влијание. Да се види како овој брод се појавува после толку долго време во толку добра состојба е одлично. Откако сонарот откри нешто, светлата и камерите на роботот се вклучија и веднаш испратија слики на површината. Вака, тимот го доби својот прв поглед на Endurance. Многумина веруваат дека откритието на Endurance е најзначајното откритие од откривањето на Титаник пред речиси 40 години. И тоа беше се за денес. Се ви посакувам убав ден. Пријатно.